Да, почнуваме со дебатниот дел од емисијата. Како што најавивме, тука во студиото го имаме господинот Бојан Кордалов, комуниколог. Добро утро, добар ден. Добре дојдовте во студио 10. Господине Кордалов, да почнеме со она што е на некој начин најново. Вие вчера учествувате на една трибина во која се зборува за прашањето за отворени листи. Таму беа поставени сите прашања кои се поврзани со отворените листи. Тоа е она што се зборува веќе со години. Но, иако дел од партиите велат дека тие сакаат да се оствари ова, дека се борат за и тие за отворени листи, но сепак во пракса тоа не го гледаме некои помали партии, најчесто кои се поактивни, големите како да го чуваат просторот, не даваат таа иницијатива да се оствари. Кажете ми, зошто толку многу години зборуваме за нешто што граѓаните очигледно го сакаат и го посакуваат, а не успеват да се оствари? Мислам дека последните неколку изборни циклуси можевме јасно да видиме кои се пораките кои што граѓаните ги испраќаат. Ако претходно имало простор за различни толкувања, мислам дека изминатите години јасно стана дека се две пораки главни. Првата е дека најголем дел од граѓаните не се задоволни од политичката понуда, а во целости бараат таа да се проширува, да се менува и прилагодува на потребите на граѓаните. И втората работа, граѓаните бараат и сакаат да гласат за пошарено лики, како што беше случајот со Совети, каде што ќе има представници не само на политичките партии кои што се големи, туку и на помалите партии, но и представници на граѓански иницијативи, здруженија, независни листи и така натаму. Така што мислам дека кога зборуваме на оваа тема, крајно време партиите, големите партии да ги примат овие пораки. И особено во тој дел да се фокусираат на отворени листи, но и една изборна единица за сите. Односно една изборна единица. Да, и една изборна единица, да. Генерално во која што се гласа, кое што ќе значи дека всушност ќе се даде повеќе шанси на сите, меѓутоа најважно од се. Нема да се повтори, нема да се случи ни една голема партија, едноставно многу ретко ќе се случи било која голема партија да освои апсолутна власт, да освои 60 пратеника. Бидејќи знаеме дека кога партиите имаат 60 пратеника, тоа сме го виделе во минатото неколку пати, мисли че 2 пати, а тогаш одговорноста е многу ниска, тогаш немањето на слух за граѓаните навистина е огромно и тогаш не се случуваат работи кои што не оддалечуваат од демократијата. Ако сакаме одржлива демократија, една изборна единица е многу важно, ако сакаме зрелост во демократијата, отворени листи ни се потребни. Да, но знаете како, ако ги земеме истражувањата на јавното мислење, мислам дека тие покажуваат дека граѓаните доминантно во огромен број сакаат една изборна единица и отворени листи, доколку ги прашате, доколку ги анкетирате, сигурен сум дека тој процент ќе биде огромен, но сепак кога доаѓаат избори, тие повторно гласаат за, условно кажано сега, поголемите партии, кои не го спроведуваат тој процес. Тоа беше и формално предложено во собранието, беше блокирано од две партии. Значи, едноставно тие не успеваат тоа да го донесат. Значи, нешто што граѓаните доминантно го сакаат, партиите не го даваат и граѓаните повторно гласаат за тие партии. Сега јас не сакам да сугерирам кој за кого да гласа, туку интересен ми е феноменот, каде што нешто што граѓаните очигледно е дека е тоа нивна желба, не успеваат да го остварат, иако имаат право на глас, имаат механизми. Имаме тука една како контрадикција која се случува. Мислам дека пропуштаме една работа. Тоа е дека последните избори, например локални избори, еднаков број на граѓани колку што излеговме на гласање, толков број не излегува на гласање. Значи, буквално, да речи, се стигнавме до 50-50. И сега тоа е порака. Не е само порака за кого ќе гласате, порака е и останувањето дома. Така што, ако значи, тоа е нивниот глас, да речеме, на тие... Па не можеме поинаку да толкуваме. Што може следно да не очекува, кога досега изминати неколку изборни циклуси, ние буквално тонеме во излезноста. Дополнително на тоа, кога ставите тесниот резултат помеѓу партиите кои што досега барем изминативе години се гледа, ако на тоа додадете какви шаренолики совети имаме овие изборни циклуси на локалните избори, мислам дека тоа се прејасни индикатори што е она што граѓаните бараат. Така што не мислам дека зборуваме за контрадикторност, едноставно не велам дека големите партии не треба да останат големи. Не велам дека ВМРО или СДСМ не треба да ја предводат владата. Меѓутоа да дадеме шанса
граѓаните да можат многу полесно да се изјаснат и многу повеќе да се чувствуваат дека вреди гласот и дека директно ги менуваат работите на подобро. Тоа е важно. Во една демократија е битно таа да се унапредува, подобро да живееме, повеќе права да имаме, а послободни да бидеме, повеќе пари да имаме, а не кој ќе биде на власт. Кај нас постојано се гледа кој ќе биде на власт. Навистина, пораките се прејасни од секој граѓанин дека дојдено е време да се работи и да се остане и дојде на власт оној што ќе работи за граѓаните. Тука да се стави фокус. Да, ќе зборуваме за феноменот на овие локални избори, ова што го зборувате, појавата на огромен број на независни кандидати, на листи, еколошки листи, на помалите партии кои самостојно настапија, што навистина беше една појава која е уникатна за овие локални избори, последните кои се одржаа. Сакам да ве прашам во однос на пасивизираните гласачи кои ги спомнавте, тие имаат избор, инаку луѓето кои еве сакаат да пратат некаква порака, имаат избор или да гласаат за некој друг или за некоја помала партија или да не излезат. Кај нас очигледно дека се случува феноменот на неизлегување. Едноставно гласачите се решаваат да не гласаат за никого. Зошто е тоа така? Зошто не бираат да го дадат сепак својот глас за некој друг, за некоја алтернатива, помала партија, независна листа, туку сепак се решаваат воопшто да не излезат на изборите? Токму таа ми е и првата теза, како порака која што ја праќа дека се незадоволни од генералната политичка понуда. Меѓутоа, ако сакаме да видиме зошто дошло до овде, треба да се вратиме многу наназад. Каква е политичката култура? Каква е политичката комуникација помеѓу партиите? Дали ние кога ги следиме нивните настапи преку медиумите пред се, дали ние забележуваме нешто кое што повикува да се вклучиме, нешто кое што повикува да се мобилизираме околу некоја идеја. Значи не само околу партија, околу велите еколошка идеја, околу здравствен проект, околу образовен проект и така. Не. Значи постојано некој се исклучува. Таква е комуникацијата на политичките партии. Но очигледно е дека и партиите кои нудат алтернативни идеи или еве идеи кои не спаѓаат во мејнстрим политиката, овие кои ги спомнавте, екологија, здравство, некои така кои се попериферни теми, да речеме, во политичкиот живот, граѓаните за нив не се решаваат, некако како да немаат се уште доверба, ниту во таа понуда. Многу нормално кога некоја политичка партија или неорганизирана структура ќе се претвори во политичко движење, ќе постои неколку месеци дека не може да мобилизира граѓани. Не може во толка број да мобилизира граѓани. Сето тоа е процес. Меѓутоа, не говораме само за малите партии, зборуваме за големите. Едноставно, постојано ние кажуваме што не чини и што е лошо. Ако на тој начин продолжи комуникацијата во политиката, граѓаните ќе продолжат да се разочаруваат и ќе сакаат да останат надвор од тие движења. А нешто полошо од она што се нарекува пасивност во изборните процеси, неучество во изборните процеси нема, затоа што колку повеќе луѓе гласаме, толку подобар е и поширок изборот и толку поверодостојно е сето тоа што се случува. Толку повеќе преземаме од друга страна и одговорност, толку повеќе се вклучуваме во процесите и заедно ја движиме власта или ја движиме работата на централно и локално ниво. Така што мислам дека пасивизацијата води потекло од ова. Од лошата политичка комуникација, од комуникацијата помеѓу партиите која што е сведена само на гола борба за власт и неможноста на останатите да се промовираат во доволен период како алтернатива. Што е решението? Решението е дефинитивно да се обидеме и да направиме една изборна единица, затоа што е ветување на партиите. Што е решението? Да се обидеме и да направиме отворени листи, заради тоа што и тоа е ветување на партиите кои што ќе го зголеми квалитетот. И на крајот на криштата, ако сакаме партии кои што нема да бидат така наречени султански или лидерски, туку ќе одлучуваат луѓето, тогаш отворените листи се еден од тие начини. Че не е важно лидерот, лидерката кого ќе стави напред, туку кои граѓаните во изборната единица или ако биде цела држава една изборна единица, кому ќе изберат да го дадат гласот. Ми се чини дека политичарите или партиите, поточно кажано, кога ги бројат изборните резултати, тие се радуваат само на победата, без да направат една подлабока анализа на ова што го зборувате на бројот на гласачи кои го имале на минатите избори или на изборите пред 5 години или 10 години, на излезноста, на бројот на луѓето кои гласаат, како да не обрнуваат премногу внимание на таа апатија на гласачкото тело, како да не им е премногу важна. Ми се чини дека таа апатија на еден огромен број од граѓаните, од бирачите, кажува многу не само за политичката, туку за состојбата на општество.
Не мислам дека не прават анализа партиите, туку мислам дека погрешно ја прават анализата. И секогаш поедовните чинители или премиси за кои што се нафаќаат и гледаат, се далеко од реалноста на граѓаните. Не знам што треба да се случи, за да се разбере дека граѓаните бараат фокус да станат проблемите. Нашите проблеми, граѓанските проблеми. Дали е гужва во сообраќајот, дали е чист воздухот, дали е добро образованието, какво е здравството. Реално какво е здравството, не какво е на пресконференција на едната или другата политичка партија. Кои се економските проблеми, колка ви се платите, как да се движиме, кои се шансите за младите луѓе. Значи, тие се реалните проблеми. Не велам јас дека евроинтеграцијата не е важна. Најважна е. Меѓутоа, за да ги убедиме граѓаните да не опаѓа поддршката за евроинтеграција, ние мора да покажеме дека работиме дома на реформи кои што носат повеќе пари за секој од нас, односно за секој граѓанин. Че ако го смениме фокусот од постојано зборување за ЕУ, Бугарија како некоја мисловна именка и се фокусираме како добро за граѓаните да се пристапи во Европската унија, како добро за секој од нас да се решаваат споровите, затоа што ќе имаме повеќе шанси, повеќе пари, повеќе можности, само тогаш можеме да ги промениме работите. Само тогаш може една анализа да биде добра. Ако видиме дека реформите кои што се носат некогаш се многу добри, меѓутоа на погрешен начин се носат, или ако видиме дека санкциите во справување со COVID-19 кои што со најдобра намера погрешно делуваат, тогаш партиите ќе можат многу да направат подобра анализа. И што е најважно од се, ќе можат многу подобро да почнат да комуницираат. Внатре, меѓутоа и кон граѓаните. Ние денеска, кога имаме една пресконференција или кога ги следиме нели вестите, а можеме да ги видиме партиите дека не се обраќаат во најголем процент кон граѓаните, туку се обраќаат кон другата партија. И сега, знаете како на избори кој гласа? Гласаме ние како граѓани или гласа другата партија? Да, најчесто се работи за напад, одговор на напад, против напад, одговор, цело време тоа. Тоа е, но ајде да го земеме наративот. Почитувани, партијата таа и таа направи тоа и тоа. Значи не велиме правиме нешто со кое што сакаме за граѓаните да се возможи тоа и тоа, или правиме нешто со кое што за граѓаните ќе се спречи тоа и тоа. Не, туку веднаш се трга фронтално. И дури не се ни прикрива намерата дека не се целта не се граѓаните и аргументи кон нив, туку дека целта е едноставно меѓупартиска кавка. И сега во таа мешаница, во таа бркотница се повеќе луѓе изминативе години, па би рекол и повеќе од години, решаваат да излезат надвор од тој виор и викаат не можам ова да го следам. Тие се пораките, така се анализира. А да анализирате дека заради глобалните текови, заради Европската унија, заради не знам си што се добиваат или дека се губат локални избори, мислам дека е многу погрешен правец со кој што правите анализата. Локалните избори се добиваат поради проценка на граѓаните, дали водите добра централна политика и на локално ниво како се справувате ако сте на власт или какви ветувања давате, колку може да ви се верува ако сте кандидатка за нов мандат. Тие се работите. Значи, ако не се вложува во основата кандидати, програма, комуникација, залудно е се друго. Да, во однос на партиската комуникација, таа е навистина кај нас поларизирачка, таа исклучиво се води од принципот на напад кон политичкиот противник. Интересно беше сега и конгресите кои се одржаа на СДСМ и на ВМРО ДПМН, каде што СДСМ избра сосема нов лидер, а ВМРО ДПМН горе избра постоечкиот господинот Мицковски. Интересни беа соопштенијата на двете партии веднаш после изборите. Јас за ова ги имам прашано, тука имаше и представници на политичките партии, исто ово прашање им го поставив, бидејќи навистина еве и мене ме интересираше како новинар, како едноставно не им дојде порив да му честитаат на политичкиот противник за избор, за реизбор. Значи, може во тој момент, во тоа едно првично соопштение, да покажат некоја политичка култура, да честитаат, па понатаму нека продолжат со напади, нели? Веднаш првите соопштенија, после, еве, ние ги следиме, беа, значи, СДСМ го нападна, сега не знам кој прв почна, не е битно, СДСМ го нападна ВМРО ДПМН дека нема демократија, дека само еден, дека истиот и така натаму, ВМРО Ковачевски дека е пион на Заев и така натаму. Значи, веднаш, нови лидери, првите соопштенија беа такви агресивни, напаѓаши кон политичкиот противник. Сигурен сум, не можам да тврдам, меѓутоа сигурен сум дека ако тоа се провери, дека нивните СМС пораки или телефонски повици биле со честитка. Да, тоа е интересно. Сигурен сум. Но кога треба да се комуницира со граѓаните, кога треба да се создаде едно заедништво во интерес на граѓаните, не во интерес на
најголемите партии, во случај ВМРО и СДСМ, тогаш се создава растор. Секако дека не може, после рафални напади на дневна основа, после Конгрес партиите да испратат соопштение во кое што ќе речат браво, се радуваме што ќе соработуваме од утре со нашите политички опоненти. За жал не може, затоа што нема таква култура. Меѓутоа еднаш мора да се создаде. Колку и да се одложува нештото да не се случи, односно граѓаните не се разочаруваат, две опции се. Оваа апатија може да паѓа до одреден степен. И во еден момент ќе запре тој пат и ќе почне раст. Меѓутоа растот може да го земе некоја сосема трета политичка партија, доколку големите политички партии не се свестат. Па на крај краиштата видете и состојбите во Грција. Имаше само две партии, па се појави трета. Видете во Бугарија што се случи. Видете во Косово. Во Бугарија неколку нови се појави. Многу нови. И тоа кој дојда на власт, да. Така е. И тоа беше втор трет обид претходно. Да. Во Косово. Значи Албин Курти не беше од традиционалните две партии. Да. Значи имате сега случувања политички во Албанија. Видете во Загреб, односно во Хрватска, каде што беше покојниот градоначалник Бандич, сега дојде сосема трета опција на локалните избори на власт во Загреб и во други градови. Значи работите се менуваат, процесите се неповратни. Единствено во земји каде што партиите, големите партии, вложуваат во политичка култура, системот обстојува. Дали сакате да земете САД, сакате Велика Британија, Германија, да не редим. Значи има многу други земји каде што не се менуваат работите во однос на други партии. Меѓутоа има култура. Сега, големите партии и од македонскиот и од албанскиот блок мора да ја сватат оваа порака. Не дека вие сеате или Бојан како комуниколог ја кажува граѓаните ја испраќаат. Мора да разберат дека пораката е таа. Или ќе се менувате и ќе разберете дека е 21 век и дека фокус сме ние како граѓани, а не вие. И дека воопшто не возбудува повеќе како во некоја арена кога се караат или се тепаат двајца боксери. Тоа е невозбудливо е денес. Да, ова е навистина прашање за вас како комуниколог, бидејќи тоа е политичка комуникација, начин на политичка комуникација кој е избран од партиите. Значи тоа е нивен избор. Ова што го кажавте пред малку исто е интересно дека еве ние како новинари многу често можеме да ги видиме политичарите во природна средина, условно кажано, кога се зад камерите и во собрание да отидете доволно еден ден, било кој ден да се прошетате, да ја видите нивната комуникација која е сосема различна од она што го гледаме пред камерите, што го гледаме на пленарните седници кога зборуваат. Значи тие комуницираат сосема нормално, исто како ние. Но веднаш штом почнува јавната комуникација се менува. Зошто одбираат таква политичка стратегија? Дали тоа им го наметнува противникот, па мораат, не можат да излезат од тоа коло на одговори нели на напади, или едноставно мислат дека тоа е подобар начин на комуникација за политички успех? Ајде да се видам директно, иако тоа го избегнувам, затоа што не знаат поинаку. Не се охрабриле да пробаат поинаку. Што се случи на овие локални избори? Ајде да збориме со конкретни примери. Да. Што се случи во аеродром? Имаше 4 кандидати, СДСМ, ВМРО, ЛДП и не се сеќавам, уште една политичка партија. Чи кандидатот на ВМРО ДПМН, Тимчо Муцунски, водеше кампања која што немаше ниту една навреда, ниту една клевета, ниту еден негативен или ајде клевета кон својот против аргумент. Победи со речиси најголемата разлика во цела земја. Значи можеше да го напаѓа актуелниот градоначалник, можеше да го напаѓа актуелниот против кандидат на изборите. И тоа е еден пример. Што се случи во Центар? Што се случи во мисля чини и во Куманово, каде што се испија кафиња по завршувањето на изборите. Значи едноставно имате средина во која што седнувате и велите ние сме политички опоненти, не сме ние политички противници закрвени. Да, тоа се ретки позитивни примери. Ги има. И сега, ако сакаме да видиме, мораме да ги покажеме со прсти, мораме да ги охрабриме. Тие ќе испливаат на површина. Дали во 2022, дали во 2027, дали во 2035, тие ќе испливаат. Трендот е таков. Општествата, Западот, светот функционира така. Но колку покасно дојдат кај нас, толку губиме ние како граѓани. Политичарите не губат. Тие толку за жал во голема мера нивните пиар тимови толку можат, толку знаат, едноставно се што тераат е кавга, закрвување и сметаат дека политиката е арена во која што ако падне многу крв, публиката ќе биде посреќна.
Секогаш го давам примерот, кога има ваква ситуација, ќе го дадам и сега. Кога СДСМ, како опозицијска партија, го сврти вниманието на јавноста, со која комуникацијска порака, не беа тоа бомбите. Туку тоа беше кога предложија поврат на ДДВ. Пред бомбите, многу пред бомбите. Што направи тогашната владеачка ВМРО ДПМН? Наградна игра. Значи, прв пат на еден предлог на опозицијата не даден до ВМРО, туку даден до граѓаните, власта вика, јас граѓани, ало, јас имам штан тука, јас ќе ви дам наградна игра. Тоа е нешто кое што привлекува внимание, тоа е нешто кое што менува. Не менува црната кампања, затоа што вие кај да излезете, кај да се завртите по улица, значи има катастрофални работи кои сите ги гледаме и сме незадоволни. И не е новина кога опозицијата во тој момент ќе каже во општината лошо се живее, не се прави нешто или во државата не. Океј, гледаме каде живееме. Ама како да излеземе, тоа бараме. Таа комуникација, тој наратив го бараат граѓаните. Кој ќе го разбере тоа, победува. Кој нема да го разбере тоа, ќе ја придонесува и ќе прави за ваква патија, која што за жал на крај нема да донесе добро. Ве велам, ќе мора да почне растот кога и да е, меѓутоа растот нема да биде во полза ниту една голема партија или од македонскиот или од албанскиот блок, ако не се свестат и не почнат да ја комуницираат работата поинаку. Не е интересно веќе. 50% од граѓаните излегува, 50% не излегува. Да, има уште една теза во однос на зголемената политичка понуда, на големиот број на партии, на независни кандидати на листи. Едната е ова што го зборувавме, дека тоа е еден демократски позитивен процес кој ја збогатува политичката арена, но има и друга која вели дека толкавиот број на партии, на мали партии, кои сега знаеме често дека ги создаваат или ги одржуваат големите. Има многу од тие мали партии кои не може да создадат, да соберат ни доволен број на подписи, нели, да се пререгистрираат, па им помагаат големите. Тие го прават тоа најчесто за да одземат гласачи од политичкиот противник преку некои помали политички субјекти, тоа е таа нивна политичка стратегија. Колку тоа придонесува таа голема политичка шаренолика понуда, малку и за збунување на гласачот, на граѓаните кои можеби се пасивизираат дел и од тоа, бидејќи премногу гласови во тој политички простор, преголема врева е и граѓанинот едноставно одбива да молчи тогаш. Да се одмори со тоа. Дека е врева се сложувам, но не мислам дека е вревата од помалите партии, вревата од големите. Не велам дека е лошо да прават врева големите. Бидејќи, само се извинам уште нешто, има и политички системи каде што нема едноставни помали партии, значи там оние што се двопартиски најчесто, каде што има две големи партии, другото е се некој исклучок кој се случува понекогаш. Како што постои. Кај нас е па обратна појава, сосема на обратниот крај на политичкиот спектар. Како што постојат и монархии некаде, да. Негде председателски систем, нормално, тоа е сосема друга политичко-правна дебата. Кога сме комуникацијата, јас пак ќе посочам кон Бугарија. Ама не за политичката криза, туку за случувањата на изборите изминатите година. Да, па феномените низ пракса најдобро се следат, да. Соседна е Бугарија. Пак ќе ги посочам локалните примери. Еве Загреб. Значи движење кое што доаѓа и ги победува и СДП и ХДЗ. И има свој градоначалник на град. Има многу такви примери. Значи едноставно таквата врева која што се прави, а не е базирана на комуникација која што граѓаните очекуваат, а ја прават големите партии, завршуваат на тој начин. Не велам место дека е лошо, немете ме разберете. Нема ништо лошо. Лошо е само граѓаните да немаат право на избор. Лошо е само да нема демократија. Кој ќе владее, како ќе владее, треба да биде постојана борба. 30 години секој од нас се плаши од власта. Сега ние може да дебатираме помалку или повеќе. До кој степен? Но факт е дека граѓанинот се плаши од власта. Се плаши од своите институции. Вие одите на шалтер и тоа е комуникација со власта. Одите на шалтер и вие немате можност да ја завршите брзо вашата услуга. Се обидувате дигитално, полуфункционира или ја нема таа можност. И тоа е комуникација. И вие што правите? Молчите, зашто викате морам ова да го изведам, ми треба да го запишам детето во странство или дома на факултет, ми треба за социјална помош да земам и слично. Пензија, државна и така натаму. И се вие молчите. И сега ваквите промени ќе направат, за кои што почнавме да зборуваме, ќе направат да конечно секоја власт, секоја институција се плаши од тие што ги бираат, односно тие што ги плаќаат. Тоа се граѓаните.
И тоа не е флоскула. Предалеку сме отидени да мислиме дека неможна е демократијата, неможна е вистинската поставеност во системот. Да, можна е. И потребна е, затоа што светот така функционира. Оној свет кој што ние се иселуваме, функционира така. Не случајно 300 или 500 илјади луѓе се уште се пребројуваме, се иселиле на запад. Зошто? Затоа што системот функционира каде граѓанинот е во центарот. Граѓаните се тие кои што брзо ги остваруваат услугите, граѓаните се тие кон кои што се обраќаат политичарите, институциите и така натаму. Затоа се иселуваат нашите млади и голем дел од нас во изминатите 3 години таму. 3 децении се извинам. И ако сакаме, имаме две опции. Едната опција е или да ја донесеме Германија, Франција, Британија, Америка дома во Македонија, тоа значи принципите, тоа значи промена на системот и ова што го зборуваме, или младите неповратно се помасовно ќе ни се иселуваат во овие земји што ги споменав. Толку е изборот. Тоа е оно што го вели владата, од прилика ако не успееме да почнеме преговори со Европската унија, тоа ќе ја донесеме Европската унија дома, но никако да ја донесат. Да, за жал. Знаете како, тоа е наратив кој што тешко се разбира, заради тоа што не го објасниле ни една влада добро. Меѓутоа, кога велиме нашите млади се иселуваат затоа што таму можат лесно да се запишат во квалитетно образование, затоа што не треба да трчаат по вадење на документи, или затоа што платите се повисоки, тоа секој го разбира. Тоа е ветување кое што кога така би комуницирале владите, би значило дека ќе навистина обезбедат такви услуги тука. Така што Европската унија не треба да биде користена како изговор. Европската унија е многу важна за Македонија. Европската унија е многу важна заради тоа што носи стандарди, заради тоа што носи голем пазар, голема перспектива, носи со тоа поголеми плати. И ако ние ја користиме само за изговор, кога не можеме нешто да направиме или кога нешто мораме по-насилно да направиме, ние ја трошиме кредибилитетот и на Европската унија, а со тој на надежта на граѓаните. Инаку 300 или 500 илјади луѓе да ви се иселат во Европска унија или во Америка, јасно е дури и по тој параметар на каде ние сакаме да одиме. Да. Во однос на мене ме е интересен и еден друг политички феномен, зборувавме доста за гласачите кои се пасивизирани, кои не излегуваат и така ја праќаат пораката. Интересни се луѓето, гласачите кои гласаат редовно за својата политичка партија. Сега пред се зборувам за тоа се оние гласачи кои се лојални кон одреден политички субјекти кои не варираат многу. Не зборувам за неопределените кои се мигрираат од партија во партија, оние кои се фиксни за партиите, кои интересен ми е поведението на тие луѓе, на тие гласачи кои не го менуваат своето мислење без разлика што и да се случи. Значи, без разлика колку злоупотреби ќе излезат за нивната политичка партија, дали е на власт, дали е во опозиција, без разлика, но најчесто зборуваме кога таа партија е на власт. Без разлика колку криминални работи ќе слушнеме и нема да слушнеме, туку и ќе видиме со докази, па имаме и судски процеси, имаме присуди. Зборувам за сите партии, без разлика, но тие не го менуваат мислењето. Сепак излегуваат и фиксно гласаат за нивниот политички субјект. Се чини како да вестите, настаните, информациите до тие луѓе не допираат или допираат, но не можат никако да им го сменат мислењето. Кажете ми за тој феномен, тоа ме интересира повеќе. Каков е тој комуникацијски склоп? Тоа е и позитивно и негативно. Зошто е позитивно? Заради тоа што секој има право да одлучи за кого ќе гласа. Таа комуникација и таа волја не може никој да ја промени, се додека е слободна. Но ако зборуваме за клиентелизам, ако зборуваме за зависност, што значи тоа? Ако зборуваме за ние како луѓе да зависиме од одредена политичка гарнитура, дали ќе останеме вработени, дали ќе земаме одредени примања, доколку зависиме дали ќе имаме друг ќар, и заради тоа гласаме по секоја цена, тоа е веќе демократски проблем. И тој го нема само во Македонија, го има многу пошироко. Да. И во тој дел имаме и комуникацијски и демократски проблем. Но ако некој човек лично, идеолошки, од било кои причини решава да гласа за одредена партија, не мислам дека е проблем. Дури да гласа од 18 години до смрт. Се е тоа избор.
Значи демократијата дава да гласате за една иста партија, да не гласате за никого, да менувате страни, па и да не гласате за партија, гласате за листи. И се е легитимно и демократски. Мора да ги прифатиме различностите и да прифатиме дека секој има право да прави што сака, но никако тоа да биде под присила или со некаков вид на клиентелизам. Тука доаѓа проблемот во комуникацијата, кога некој ќе се јави и ќе испрати порака дека ако јас си одам, пример 100.000 луѓе ќе останат без работа. Тоа значи ние не сме направиле систем. Тоа значи дека ние сме направиле класи кои што кога едната доаѓа вработува своји луѓе, потоа тие остануваат без работа, доаѓаат други, тоа не е систем. Затоа што ниту државните институции се платени од партиите, нити функционерите се платени од партиските буџети. Сите институции, сите функционери се платени со парите на граѓаните. И таа е пораката која што мора да се прати. Дека всушност тие се дојдени да ги менаџираат буџетите и да направат нешто добро во својот мандат. А тоа дека тие вработуваат луѓе како партија или како структура или дека тие внесуваат во институции или спроведуваат активности, тоа е злоупотреба на моќта, тоа е злоупотреба на комуникацијата и буквално наместо да постојано градиме и развиваме свест кај секој граѓанин, секој од нас ние се партизираме и се таборизираме. Да, во однос на овој ваш одговор, значи може да класифицираме две причини, едниот е клиентелизмот, другиот е идеолошкото гласање. За клиентелизмот мислам дека јасни се работите и за луѓето кои не гледаат, мислам дека повеќето знаат што е клиентелизам, за што се работи, значи тоа се гласачи кои се решаваат да гласаат за одредена политичка партија поради добивање на одредена корист, дали е тоа вработување за себе, за свој близок, дали се некакви други лукративни причини без разлика. Тука се јасни работите што е лошо, нели? Интересно ми е ова втори дел од одговорот во однос на идеолошкото гласање на луѓето кои гласаат бидејќи веруваат во одредена партија, дали е тоа во низината идеологија или во нешто друго што содржи партијата. Интересен ми е нивниот порив и повторно ќе ве прашам сега конкретно за нив, за тие луѓе. Зошто они не го менуваат мислењето, без разлика какви информации да излезат за нивната партија и еве вака ќе го расширам ова. Вие убаво кажавте, не ова појава само во Македонија. Видовме многу чудни црни демократски случувања и во многу сериозни демократии, во последното беше и во Соединетите американски држави, со упадот во Американскиот конгрес, значи видовме слики во САД кои претходно ги гледавме само во Африка, во некои условно кажано банана држави, или во Латина Америка. За жал и во Македонија. И во Македонија, да. Добро, нас не класифицирам во таа категорија, некоја да. Добро, јас сепак мислам дека сме далеко од Африка, но зборот ми е, мора да бидеме. Тие гласачи ми се интересни кои без разлика што и да се случи не го менуваат своето мислење. Едноставно тоа се различни временски епохи. За разлика од денес, идеологиите порано биле многу посилни и многу подсврсти. И поделбата, таборизирањето, определувањето на луѓето по идеологија било нешто кое што ги карактеризирало изборите и изборните системи функционирање. Денеска се помалку тој тип на идеологија функционира, не дека ја нема, и тоа се помалку вие можете да видите според бројката на гласови, според бројката на излезеност, според бројката на мотивација, тоа се докажува. Денеска едноставно во оваа нова информацијска и па и дигитална ера генерално, значи самите ние како граѓани буквално на различни начини ја примаме веста, ја примаме информацијата, комуникацијата е многу потешко да ги задоволите потребите на секој човек. Порано класификациите биле, не знам, мажи, жени, возрастни, над или пензионери, млади, студенти и така натаму. Денеска не можете да се обратите вие на една група, значи да се обратите на пензионерите, да даете ветување и да викате со ова ветување мене ќе ме гласат сите пензионери, на пример. Или да даете ветување за студентите и да кажете готово, ова ветување го бараа студентите и јас сум неприкосновен во таа целна група. Не. Значи, буквално, може и да имаат заеднички мислења, меѓутоа се разликуваат студент до студент, од пензионер до пензионер. Така што, причината зошто се уште се гласа толку идеолошки е затоа што порано идеологијата била силна,
Тоа ќе се намалува и сметам дека во наредните децени, сериозно, па да не одиме векови, дека тоа речиси да нема да постои. Ако обстојат ваквите политички системи буквално поради тоа, бидејќи политичките системи биле базирани на таа идеологија, така се појавиле нели сите тие избори, демократски партии и така натаму. Така што одговорот би бил тој, а мислам дека се помалку ќе го гледаме тоа во иднина. Да, ако во минатиот во 20-тиот век беше тренд или беше појава растот на националистите, ако таа националистичка идеологија беше идеологија која беше окарактеризирана како негативна и која често победуваше, феномен на 21 век е растот на популистите, растот на автократите, кои ги комбинираат сите тие методи. Има и една анализа која неодамна ја читав и тоа сериозна во New York Times, ми се чини дека беше од многу сериозен новинар, кој вели жално е, но автократите победуваат во 21 век. Тој има направена на цела анализа, почнувајќи од Кениф, нели, од Доналд Трамп, па еве гледаме како и во регионот, тука се, значи, од Словенија, ако почнете од Јанез Јанша, Виктор Орбан, Александар Вучиќ, па натаму према Реджеп Тајип Ердоган, но и во сите овие држави измеѓу имаме такви некои ликови кои играат на некоја линија на популизмот и автократијата. Очигледно е дека тоа е еден, натаму не ги спомнав, Романија, Полска, значи Европската унија има сериозен проблем со таа појава во моментов. Интересен е тој растот на популистите и автократите. Очигледно е дека тие го бираат тој начин на владење, бидејќи очигледно е дека таа стратегија успева да се одржат на власт. Јас би сакал да го одвоиме автократизмот од популизмот. Тоа не е споен феномен кој е... Во анализите, во она што денеска се прави, се спојува, но јас би сакал да го одвоиме во комуникацијски барем. Значи, знаете како, ако вие ветите дека ќе дадете, не знам, таблет за секој ученик, ние можеме да се спориме дали е популизам или не. Меѓутоа, во 21 век да дадете таблет за секој ученик е истовремено инвестиција во секој ученик. Но вие да забраните некому некаде да се движи или да нешто прави, зборувам, да запрете некое право, тогаш веќе не сум сигурен дека е исто како да бидете популист. Се трудам со наједноставен пример да ги кажам работите, заради тоа што партиите, особено од лево од центарот, запаѓаат во таа за мене небулозна дебата. Ефикасноста на власта повеќе се граничи со популизмот од сето друго. Значи, да бидете вие ефикасни, да можете една улица да ја направите за еден ден, 2 дена, мало уличе, се вика ефикасност, не е популизам. Тоа што сакаше претходниот градоначалник на Скопје да го промовира, брзото правење на улици и реконструкции, јас не го сметам за популизам. Сметам дека треба да биде пракса на секој градоначалник. Дали успеал или не? Еве, имаш избори, ќе има избори пак и така натаму. Тоа е друга тема. Меѓутоа, како начин на комуникација е важен. Дали вие ќе извадите од шалтер, еве пак ќе офатиме градот Скопје, потврда за данок за еден ден или за една недела, ефикасност. И сега, ако некој го вети, тој го спроведе, не мислам дека е популист. Но, ако вика сите мигранти ќе ги избркаме, тој веќе е опасен популист. Ако вика сите припадници на таа и таа етничка заедница, сексуална група или неважно, ќе ги тргнеме на страна заради тоа што пречат на мнозинството, тоа веќе е сериозен проблем на популист. И тоа веќе навлегува сериозна автократија. Така што мислам дека темата со популизмот малку треба да ја поделиме. Темите е важно. За мене е многу различно дали вас ве сметат за популист заради тоа што ветувате работи кои што се за ефикасност на институциите, или пак ве сметат за популист затоа што мнозинството смета дека некоја група треба да се изолира, избрка, казни, затвори и го правите. Тоа е многу различно. И мислам дека мора да разбереме дека ефикасноста во функционирањето, практицирањето на власта е проблем кој што паметните држави го надминуваат. Најчесто денеска со дигитализација. Долгите редици, турканици, неможност да се има брз и еднаков пристап до информации, неможноста, ако сте подалеку од главниот град или од центарот на главниот град, да стигнете и да поднесете некој документ.
Предноста која што ја губите поради тоа, на овој начин се сузбива, особено во земја како Македонија, во која што веќе Државен завод за статистика бележи 84% користење на интернет, тоа е според стариот попис. Се уште немаме нови бројки. Според некоја аналогија би требало да стигнеме високи скандинавски проценти на користење, например, на интернет технологии, од кои ќе ги направиме новите бројки. Односно ќе ги видиме новите бројки. Така што се сложам дека автократијата е лоша, сложам дека популизмот е лош, меѓутоа ако го мешаме со ефикасност, тогаш ќе изгубиме сите кои што веруваме во демократијата. Да, они ми се чини дека автократите и популистите оно што го прават е зошто и се нарекуваат популисти, бидејќи ги користат генералните предрасуди на населението, генерализациите кои најчесто се базираат на некаква дискриминација, родова, сексуална, национална, етничка или така натаму. Тие ги користат тие предрасуди кои се најчесто широко распространети помеѓу широката популација и едноставно ги кажуваат, бидејќи знаат дека најголем дел од граѓаните веруваат во нив, можеби тие самите лично не веруваат, но едноставно го користат тоа како алатка за да добијат популарност или го кажуваат она што луѓето сакаат да го слушнат. Но опасно е што не знам дали е опасно, можеби за некого не е опасно, што голем дел од нив веќе велат дека не е потребна веќе политичка коректност во комуникациите. Комуникациите политички, нешто што беше, да речеме, тренд во 20 век, што беше дел од таа политичка етикеција, култура, дипломатија, каде што едноставно се знаеше на кој начин се комуницира помеѓу политичарите, помеѓу државите. Сега овие нови автократи тоа го отфрлуваат и тоа директно. Велат дека политичката коректност нас веќе не ни треба. Треба да ги кажуваме работите такви како што се. Дали, вас ќе ве прашам, дали тоа може да биде опасен преседан во комуникацијата, бидејќи кога вие од највисоко ниво таквата комуникација ја наметнувате на широката популација, тоа после се пренесува во целото општество? Две работи се клучни. Прво, да, може да биде опасно. Второ, да, треба да се кажуваат работите директно. Меѓутоа, да кажете директно не значи дека треба да навредите некого. Да комуницирате директно со граѓаните не значи дека треба да го дискредитирате политичкиот противник. На крајот на криштата ги добивате соопштенијата секој ден од партиите. Клептоман, фашист, крадец, да не редам. Какви... Па тоа е проблемот за некого е сега различна дефиниција, што е тоа што треба да го каже. Да? Ама кај нас не ги дефинираме овие дека застраниле главните политички партии. Велиме дека се тие меинстримот кои што се добри, а дека можат да ги заменат некои што ќе бидат лоши. И се каков пример дава меинстримот на политички партии, која секој ден комуницира со ваков наратив? Зошто утре нова партија, актуелна партија, која што ќе почне тоа да го применува, да каже нема да го правам тоа? Кој е примерот? Нема едноставно таков пример. Зошто, од друга страна, пак ќе ги кажам примерите во аеродром, во Куманово, во центар, на пиење кафе, на ненапаѓање, зошто тие не се потенцираат? Примерот со ДДВ-то, повратно како ветување во 2013 или 2014 година. Зошто тие партии, зошто тие примери не се покажат од страна на партиите? Зошто мора само да се избере збор денеска, например, се да се каже вака, вакцина, и се ВМРО и СДСМ ќе имаат два става. Граѓаните ќе се поларизираат на два става. Ке си, да, не. Ма не зборам ја за поларизација на аргументи, што е здрава демократска. Зборам за поларизација до рапна да се караат луѓе на слави, на свадби, на семејни прослави, на по кафулиња, по паркови и така натаму. Значи, не говориме да се дебатира, и јас и вие може да имаме различен став за не знам дали треба да пишуваме со пенкал или треба да куцаме на компјутер. И тоа е легитимно ние да си го поминеме денот во дебата. Ама ние да се фатиме за гуша на таа тема, значи дека општеството потврлило во комуникацијска смисла. А тоа потврлање е од овие наративи кои што не се од сега, тук се 30 години наназад. Како може да седнете да пишувате соопштение
И да не си го препрочитате, да се ставите, да речеме, ако тоа го прави едната X партија кон партија Y, да си го стави на местото Y своето име, да каже Бојан. И не знам, фашистот Бојан. Како ќе се чувствува? Така се пишува. Комуникацијата дали е кон најблиските во семејството, дали е на работното место, дали е кон граѓаните, се базира на емпатија, се базира на аргументи, се базира на разбирлив јазик. Тоа е универзално правило. Ние овдека сите, буквално сите користиме фрази кои што не можам да ги препознам. И потоа велиме, знаете што, ако дојде, види го овој третиот, четвртиот, петиот, каков јазик користи. Ист како вашиот. Да, добро, за крај, ми се чини, господине Кордалов, дека настрана од овие негативни комуникацијски тенденции за кои еве ги зборувавме и даваме примери, ми се чини дека вие сте сепак оптимист, дека позитивните примери ќе надвладеат и дека овој почеток на 21 век кој не ветува премногу во таа смисла, дека мислите дека ќе стане подобро? Нема избор. Или ќе стане подобро со овој систем на опрвување, или ќе се смени системот. Не може поинаку. Дури да потонеме до тој степен, потоа мора да се изгради нешто ново и да биде подобро. Значи, јас не сум никогаш за радикални сценарија. Знаете како се гледате овдека дека е чешмата со вода и вие се не одите натаму, туку упорно се враќате на другата страна. Значи, ако гледаме на дофат, кои се добрите примери, кои се позитивните западни пракси, наједноставен пример, каде не се селуваат луѓето? Значи, тоа го бараат. Значи, донесете го дома. Единство се бара. Ма не се бара единство во етничка смисла, според се бара единство, само на моноетничка. Да. Него се бара единство по клучни прашања. Единство да нема гужва. Единство да се дише чист воздух. Единство младите да ги мотивираме да имаат повисоки примања да останат тука. Единство да има нормални плати. Единство не биде расфрлано по улици, да нема толкава социјална разлика. За тоа се бара единство. И за тоа треба да се соработува. Ако сакаме да биде подобро, мора да се стават стручните луѓе во средината. Тоа го зборувам навистина многу често и сакам да го потенцирам. Значи, ако ние разговараме за тоа како семафорите во градот или во другите градови ќе се уредат. Има луѓе, сообраќајни инженери и останати струки сродни на тоа. Тие ќе го најдат решението. Нема зошто поличарите се разликуваат по тоа прашање. Тоа е стручно прашање. Или прашање на вакцина. Сега ќе дебатираме која. Ама си има стручна фела која што тоа го разбере и го анализира. Не можам да разберам кога поличарите ќе излезат и денеска зборат за вакцина, утре зборат за урбанизам, заутре за евроатлантска интеграција, за економија, истите луѓе. Барем да се ве разбирам, вие сте, да речеме, лидер, премиер или сте министер, барем ставите рака или повикајте се кажете од она што мојот тим или тимот стручни луѓе го анализираше, заклучоците се следни. Значи, барем повикајте се дека за оваа одлука стојат луѓе со авторитет. И кога ги ставиме луѓето, а секој човек си има своја струка и своја експертиза, да се разбереме, не сме само тоа, не знам, правници, економисти, доктори, новинари, туку во секоја фела, и во хигиената, и во градењето на куќи, мислам, архитектурата, и така натаму, секој човек си е стручен во нешто, ако ги ставиме во средина, ќе имаме многу појасен и многу подобар систем. Само тоа е. Да. Добро, господине Кордалов, ви благодарам за ова гостување. Благодарам на вас за поканата. Да, ова беше Бојан Кордалов, комуниколог. Зборувавме за политичките појави и феномени. Емисијата ја продолжуваме со Благојче Атанасовски за бугарското вето и неговото влијание врз политиката. Правиме кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студијето.